Добродојдовте во урбаните вести на МТМ телевизија. Филмот Джган ја освои главната награда на овогодинешниот интернационален филмски фестивал во Австрија, со што го продолжува патот да биде еден од најуспешните македонски филмови од поновата македонска кинематографска историја. Со ова информација ги започнуваме вестите, а еве што ќе гледате во нив. Булевар Србија ќе биде готов до крајот на септември. Се реконструира пешачко-велосипедската патека на булеварот Кочо Рацин. Од денеска новини во работењето и работното време во повеќе институции. Вечерва во јавна соба започнува фестивалот Дотерај го Скопје. До крај на септември се очекува булеварско поврзување на општините Киселавода, Аеродром и Газибаба со пробивањето на булеварот Србија, кој е во должина од 870 метри и истиот ќе има 4 сообраќајни ленти, пешачко-велосипедска патека, како и средишно и странично зеленило. Изградбата на булеварот Србија, кој ги спојува населбите Аеродром и Киселавода, ќе заврши до крајот на септември, информираше денеска градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски при увидот на градежните работи за пробивање на булеварот, кој ќе се протега од цементарница Усие до улицата Христо Татарчев, во должина од 870 метри. На булеварот ќе се оформат 4 сообраќајни ленти по должина на новата траса од десната страна, ќе има странично зеленило со ширина од 1,5 метар и пешачко-велосипедска патека со ширина од 3 метри, а од левата страна ќе има пешачка и велосипедска патека со променлива ширина. Новиот булевар ќе има и средишно зеленило со ширина од 2 метра. Кружниот тек кој треба да се изгради на местото на поранешната последна автобуска станица на број 24 ќе се пролонгира поради решавањето на имотно-правните односи, информираше Трајановски. Градежните работи од цементарница па се до почетокот на кружниот тек се очекува да бидат завршени со асфалтирањето на основниот слој при крајот на месец септември, при крајот на овој месец, а завршувањето на кружниот тек ќе биде малку подоцна со оглед на тоа што се работи на решавањето на имотно-правните односи кои што се околу кружниот тек со оглед на тоа што има многу објекти. Ние разговараме со сите сопственици на тие објекти и гледаме да најдеме заеднички јазик како би градот Скопје би ги откупил тие објекти за да може да се реализира и кружниот тек. Реализацијата на овој инфраструктурен проект е од големо значење, додаде Трајановски и нагласи дека со неговото финиширање значително ќе се подобри одвивањето на сообраќајот во овој дел од градот. Со изградбата на овој булевар Србија практично ќе се поврзе општината Киселавода, ќе се поврзе со општина Аеродром и општина Газибаба, значи према изгледот на градот Скопје, а воедно со големиот кружен тек кој што ќе биде на раскрзницата меѓу Христо Татарчев и булевар Србија, сметаме дека ќе се добие едно ново, модерно решение на оваа раскрзница, кој ќе допринесе за поголема проточност, поголема безбедност. Во тек се градежни активности за реконструкција на пешачко-велосипедската патека на булеварот Кочо Рацин. Градежните работи на овој потек се очекуваат да завршат за 1 месец. Екипите на град Скопје и јавното предпријатие Улици и патишта ја реконструираат пешачко-велосипедската патека на булеварот Кочо Рацин, на потегот од крстосницата со улицата Мир Чацев до крстосницата со булеварот Кузман Јосифовски Питу. На оваа патека, како што соопшти од град Скопје, ќе се отстрани постојниот стар и оштетен асфалт, ќе се вгради тампонски слој, ќе се заменуваат и спуштаат трабниците, ќе се санираат и нивелираат шахтите и сливниците, а потоа ќе се нанесе нов асфалтен слој во должина од 700 метри. Градежните работи на овој потек се очекува да завршат за 1 месец, а инвестицијата чини 3 милиони денари. Вечерва започнува фестивалот Дотерај го Скопје. Повеќе детали гледате во прилогот кој следува малку подоцна во вестите. Од денеска во повеќе институции во Македонија почнува да се применуваат новините во работењето, како и новото двосменско работно време. А работна ќе биде и секоја прва сабота во месецот. Со почетокот на месец септември во повеќе институции во Македонија почнуваат да се применуваат новините во работењето и новото работно време кој владата ги воведува, како што велат, да им се излезе во пресрет на потребите на граѓаните.
Во повеќе институции од денеска се воведува двосменско работење. Царинската управа, Управата за водење на матични книги, Министерството за внатрешни работи, подрачните одсеци во секторот за управно-надзорни работи, Одделот за граѓански работи, Министерството за одбрана, Оделение за одбрана на регион со градовите и општините во состав на институциите. Први ќе почнат да работат во 2 смени. Работно време во овие институции ќе биде од 7 до 14:30 часот и од 14 до 21:30 часот, а ќе се работи и првата сабота од месецот, но само во една смена, од 8 до 16 часот. Втора смена се воведува и во градинките, кои ќе згрижуваат деца до 21 часот и 30 минути. Работна ќе биде и секоја прва сабота од 8 до 16 часот. Владата, министерствата и органите на државната управа од денеска ќе работат со флексибилно работно време. Согласно одредбите на одлуката, секој вработен во владата на Република Македонија, министерствата и другите органи на државната управа има право да пристигне на работното место меѓу 7:30 и 8:30 часот и да замине од работното место во период помеѓу 15:30 и 16:30 часот. Така што има обврска за исполнување на 8 часа дневно работно време, соопштуваат од Министерството за информатичко општество и администрација. Друга новина која што од денеска почнува да се применува е укинување на плаќањето за повторно поднесување пријава во Агенцијата за катастар на недвижности. Граѓаните кои од страна на катастарот се одбиени по било кој основ, од денеска нема повеќе да плаќаат надомест за повторно поднесување на пријава. Од катастарот најавуваат намалување и на дел други услуги, како што се надоместокот кој што граѓаните го плаќаат за запишување на одредени права, како и намалување во сегментот на користење на податоците од Агенцијата за катастар. Управата за водење на матичните книги информира дека од вчера граѓаните може да поднесуваат барање за издавање извод од матичната книга на родени по електронски пат на e-portal.uvmk.gov.mk, при што граѓаните соодветно избираат во кое матично подрачје да го подигнат. По поднесување на апликацијата за извод се добива соодветна нотификација на имейл адресата која е оставена за контакт, кога изводот може да се подигне од шалтерите на управата. Од Управата за водење на матичните книги напоменуваат дека барање за издавање на извод мора да се поднесе лично и изводот на шалтерите ќе мора да се подигне лично, со покажување на документ за лична идентификација. Управа за водење на матични книги исто така најавува дека до крајот на годината преку овој портал ќе биде возможно да се аплицира и за изводи од матична книга на венчани и матична книга на умрени и документите граѓаните да ги добиваат на домашна адреса. Денеска и утре продолжува големата забава Супер Скопје на улица Македонија. DJ Дела, IQ, Каролина Гочева, Тамара Тодевска и Нокаут со специјалните гости Игор Џамбазов и Гуру Харе се задолжени да ги забавуваат скопјани овој викенд. Големата забава Супер Скопје продолжува викендов на нова локација на улицата Македонија. Во рамките на Супер Скопје овој викенд забавата почнува вечерва во 21 часот, каде присутните ќе може да уживаат во настапите на DJ Дела, IQ и Каролина Гочева. Утре на 2 септември забавата ќе почне во 22 часот каде ќе настапат Тамара Додевска, како и Нокаут со специјалните гости Игор Џамбазов и Гуру Харе. Бојан од IQ кои настапуваат вечерва и ќе извадат дел од номерите од новиот трет поред албум, вели дека му се допаѓа символиката што само македонски изведувачи ќе настапуваат на улица Македонија. Многу ми се допаѓа вака што има интересна символика за токму овие ќошиња од градот. Конкретно ќе зборам јас за улица Македонија. Символиката тука е дека баш овие 2 дена 1 и 2 септември на улица Македонија ќе бидат само македонски изведувачи. Ќе настапиме ние со IQ, Каролина, Тамара и Нокаут. Ми се допаѓа тоа што освен организаторите вклучени се и угостителските објекти во креирањето на програмата, така да посигурни сме ние како изведувачи дека стварно има потреба некој да не види, дека определиле поголем број на луѓе дека токму таа програма треба да биде застапена. Драго ми е што баш на 1 ќе свириме во Скопје на улица Македонија, бидејќи тоа не се случило одамна за IQ, а периодот е одличен, пошто во овој момент го најавуваме следниот албум, третиот поред, сепак ми е забавно. Од вечерва во јавна соба започнува фестивалот Дотирај го Скопје, кој е за окружување на 3-месечната интензивна работа на терен на граѓаните за разубавување на градот.
Со отворање на изложбата Урбани херои на Скопје, вечерва во јавна соба започнува фестивалот Дотерај го Скопје. Изложбата е производ на висока свест и видлив активизам, пресликан преку 50 интервенции на запуштени јавни простори во 6 општини во Скопје, кои беа дотерани од страна на граѓаните. Доктори, адвокати, стоматолози, музичари, ликовни уметници, почарникари, дизајнери, трговци, бербери, угостители од сите генерации се дел од изложбата Урбани херои на Скопје. Фестивалот Дотерај го Скопје е за окружување на тримесечната интензивна работа на терен на граѓаните и неуморниот тим, кој воедно за време на овој настан ќе најави нова кампања за разубавување на градот во 2018 година. Повеќе од 300 граѓани излегоа летово на плюс 40 степени и засадија 1500 бршлени на 50 различни локации. Скопје било секој пат убаво, зависи како го гледате. Мене искрено ми е секој пат убаво, меѓутоа знаеме дека може да биде многу поубаво. И затоа и тоа беше и мотивот да се започне кампањата Дотерај го Скопје. Засадени се 1500 брштени, нешто над 1500 брштени, инволвирани се околу 300 граѓани во целата кампања на отприлика 50 на локации низ цело Скопје. 6 општини се во прашање: Кисела вода, Центар, Аеродром, Ѓорче Петров, Чаир. Сакам дека не испуштив ни една. Граѓаните сами се јавуваа, се пријавуваа со иницијатива за одредени јавни, запуштени јавни простори, каде што може со мала, да кажам, меки интервенции, нели, да се разубават тие површини. Граѓаните се пријавуваа, нашиот тим излегуваше на терен, носеа брштени заедно копа и ги засадуваа. Истовремено беа продуцирани 5 музички спотови кои премиерно ќе бидат промовирани од 1 до 4 септември во вечерните часови. Програмата на фестивалот Дотерај го Скопје е наменета за сите генерации и вклучува забава, практични работилници, дебати, авторска музика, комедија и добра храна. Влезот во јавна соба е бесплатен. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата спроведува кампања за безбедност на децата во сообраќајот. Ова е само најава за веста која ќе погледнете подоцна во вестите. Ревизија на учебниците, наставниот план и програмите најави денеска министерката за образование и наука Рената Тренеска-Десковска. Како што истакна министерката, за сите евентуални промени ќе биде консултирана јавноста, експертите, но и наставниот кадар. Ревизија на учебниците, наставниот план и програмите, како и консултативен процес за соодветноста на изборот на лектирите со цел подобрување на образовниот процес. Ќе се почне со основното, а потоа ќе се продолжи и со средното образование, најави денеска министерката за образование и наука Рената Тренеска-Десковска. Информира дека за таа цел веќе се прават консултации со наставниците. Тие преку апликација која веќе е подготвена до 15 септември треба да дадат мислење за одредени учебници и да укажат на проблемите. Нови учебници може да се очекуваат најрано идната година, затоа што, како што истакна, учебник не се пишува за еден месец. Разгледувањето и промината на наставниот план и програма треба да значат и намалување на бројот на часови, особено во оделенската настава. За сите евентуални промени рече ќе биде консултирана јавноста, експертите, но и наставниот кадар, кој, како што истакна, може да даде најдобар инпут за реформите во образованието. Министерката најави дека во втората фаза ќе почне и консултативен процес за соодветноста на лектирите за основното и средно образование. Нови вработувања за непречено одвивање на наставниот процес се одобрени во повеќе училишта низ Македонија. Се работи и на подобрување на условите во училиштата и во ученичките домови, како и на условите за деца со посебни потреби, информира денеска министерката за образование и наука Рената Тренеска-Десковска. Според досегашните податоци со кои располага Министерството за образование и наука, бројката на запишани првачења кои во понеделник ќе тргнат на училиште изнесува 20.000. Во Скопје од вкупно 10 општини досега се пријавени 6.159 првачења. Над 20.000 првачења ќе седнат во училишните клупи во новата 2017-2018 година, која наместо традиционално на 1 септември со одлука на Министерството за образование и наука ќе почне на 4 септември. Според податоците на Министерството, бројката на запишани првачења според досегашните податоци со кои располага Министерството изнесува 20.437. Во Скопје од вкупно 10 општини досега се пријавени 6.159 првачења.
Во средните училишта запишани се вкупно 17.131 ученик. Во двата уписни рока во скопските средни училишта запишани се 6.496 ученици, а во другите општини бројот на запишани изнесува 10.635. Поголем интерес имало за стручното образование каде се запишани 9.983 ученици, а за гимназиско образование се одлучиле 6.703. Во скопските гимназии се запишани 2.768, а во стручните училишта 3.407 ученици. Во гимназиското образование во другите општини запишани се 3.935 ученици, а во стручните училишта од другите општини 6.576 ученици. Во уметничкото образование се запишани вкупно 224 ученици, од кои во Скопје 148, додека во спортската гимназија 221 ученик, од кои во Скопје 173. Од Министерството за образование и наука наведуваат дека конечниот број на основци и средношколци ќе го имаат кон средината на септември, по комплетирањето на податоците во координација со општините. Звони за час, возете внимателно, дечињата тргнаа на училиште, е слоганот под кој ќе се реализира новата едукативна кампања на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во рамки на кампањата, РСБСП ќе ги едуцира децата и родителите за поголема безбедност на најмладите во сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со почетокот на учебната година почнува нова едукативна кампања наменета за децата и родителите. Кампањата ќе се реализира под мотото "Звони за час, возете внимателно, дечињата тргнаа на училиште". И целта е да се зголеми безбедноста на најмладите учесници во сообраќајот и да се заштита децата од повреди и загуби во сообраќајот. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата препорачуваат возачите кога ќе видат знак училиште, задолжително да ја намалат брзината, да бидат внимателни на пешачки премини, во близина на училиште или градинка внимателно да го паркираат возилото и секогаш кога возат деца да користат детско седиште или безбедносен појас. Покрај ова се препорачува секој родител да го информира своето дете со основните правила и прописи во сообраќајот. Статистичките податоци покажуваат дека во 2015 година 17 деца на возраст до 14 години го загубиле животот во сообраќајни незгоди, а во 2016 година оваа бројка изнесува 5. Обемна работа со мал број инспектори и амортизирани возила. Ваква е состојбата во Државниот санитарен и здравствен инспекторат, информираше денеска директорката Ирина Сотирова-Бухова, која истакна дека ќе побара корекција на законската регулатива. Директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Ирина Сотирова-Бухова денеска на пресконференција посочи дека оваа институција има обемна работа, но дека има само 30 инспектори кои вршат самостојни надзори на терен на територија на целата држава. Таа додаде дека ќе побара барем во секој град да има по еден вработен санитарен и здравствен инспектор во прво време и од исто така ќе биде побарана корекција на законската регулатива. Појасни дека 20 на самостојни инспектори се на возраст од 54 до 67 години и од во следните години оваа институција ќе остане само со 10 вработени самостојни инспектори со лиценци. Од друга страна пак посочи Сотирова, 12 вработени иако поседуваат соодветни лиценци за извршување на инспекторска работа. Повеќе од 8 години не им било дозволено да ја работат оваа работа. Државниот санитарен и здравствен инспекторат, како што истакна директорката, располага со 30 возила, од кои 1/3 се амортизирани автомобили Југо. ДСЗИ во моментот располага со 70 вработени. Од тоа, само 30 се државни санитарни и здравствени инспектори кои имаат лиценца за самостојни надзори на терен. Ова е бројка на вработени кои мора да ја покријат цела територија на Република Македонија. Воколку не се превземат итни и ургентни мерки, во следните неколку години Република Македонија, односно Државниот здравствен и санитарен инспекторат, ќе остане само со 10 инспектори. Располагаме со 30 возила, од кои, ако ви кажам дека 1/3 се Југо, сами ќе знаете што значи тоа. Амортизирани и во догледен период може би
ќе бидат небезбедни за подолги патувања. Тоа се возила кои ги користат нашите инспектори за да ја вршат својата работа на терен низ државата. Во завршна фаза е реконструкцијата на културниот дом во село Кучково во општина Ѓорче Петров. Домот кој беше опожарен во 2003 година, сега е комплетно реконструиран. Се работи само на завршните работи и партерното уредување. Завршени се 90% од градежните работи за целосна реконструкција на Домот на култура во село Кучково. Со реконструкцијата домот ќе добие нова сала за состаноци, простории за амбуланта со чекална, канцеларија за местната заедница и 2 санитарни чвора. Поставени се нови прозорци и врати, под и кровна конструкција. Воведена е комплетно нова водоводна и електрична мрежа. Домот во Кучково беше опожарен уште во 2003 година. Се очекува деновиве да бидат завршени преостанатите работи околу партерното уредување, а домот треба да биде пуштен во употреба во втората половина од месец септември. До утре ќе се задржи претежно сончево и топло време, а наместа максималната температура ќе биде над просекот за овој период од годината. Во недела нашето подрачје ќе биде под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, што ќе услови променливо облачно и нестабилно време со пороен дожд, грмежи и повремено засилен југозападен ветер. Пообилни врнежи се очекуваат во попладнивните часови и во источните делови од земјава. Локално процесите ќе бидат поинтензивни, а од понеделник следува стабилно, посвежо и ветровито време. До кој степен ќе достигнат температурите гледаме од Матама Метео. Утре вечер на мултифункционалното игралиште кај надвозникот во Ѓорче Петров со почеток од 20 часот ќе започне по 4ти пат традиционалниот турнир во мал фудбал во организација на Сдруженијето на граѓани Ѓорче Петров Куп. Со ова информација ги завршуваме денешните урбани вести. Ви благодарам на вниманието, а за повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.